Мене ми е особено задоволство што можем да кажам дека Струмица полека поминува во едно повисоко ниво на решавање и на практикување на онаа што се вика живот или хуман однос или однос на релација меѓу нашите сограѓани од сите категории, а посебно ми е драго што во таа наша грижа ги вклучуваме и сите луѓе кои што се во социјален ризик. Мене особено ме радува и ме прави горд што во последниот период продолжуваме една традиција која општина Струмица ја започна уште многу пред мене. Многу мои претходници, почитаниот актуелен премиер, може би ги дал првите почетоци или зародиши на онаа што се вика Струмица грижлив град, ако е јас го формулирав и во мојата програма како една заложба и како една визија која што се надевам ќе успееме да ја исполниме со сета своја енергија до крај, а тоа е таа голема обврска што ја зедовме и што ја нарековме Струмица грижлив град. Тоа е една наша формула во која ќе се грижиме за сите сограѓани кои што се во социјален ризик, за сите сограѓани кои што имаат посебни потреби, сограѓани на кои што сме им потребни ние, а и сограѓани кои ни требаат нам. Бидејќи сите ние така се подсетуваме колку предизвици имаме во животот и колку едни со други се збогатуваме, бидејќи токму таа категорија или таа наша блиска категорија на луѓе кои што живеат покрај нас и до нас и заедно со нас, не подсетуваат за висината на онаа што треба да значи едно човечко суштество или еден изграден систем, како што е, се надевам, општина Струмица ќе биде. Мислам дека добиваме сигнали од тие наши сограѓани кои не подсетуваат дека животот има многу компоненти на кои што треба да се радуваме и не подсетуваат дека само на тој начин ние ќе сме вистински онаа што треба да бидеме, нели, на врвот на пирамидата на најразвиените суштества на нашата планета, ако е тоа човекот. Тогаш општината не е само инфраструктура, не е само патишта, не е само паркови, се разбира, тоа се големи украси на нашиот град, меѓутоа за мене најголемата вредност е токму односот кон овие наши сограѓани. И тоа е нешто за кое јас максимално се залагам и како градоначелник, и како лекар, и како човек кој е воспитуван во тој дух. Во таа смисла јас ја изразувам мојата огромна благодарност кон владата на Република Бугарија, бидејќи заеднички свативме дека ова е навистина една возвишена, би рекол, мисија. И токму таа помош и тоа разбирање од владата на Република Бугарија се вклопи во нашата визија за просперитетот и развивањето на нашата општина. И затоа сум крајно благодарен и во моје лично име и во името на сите мои сограѓани и посебно на категориите кои што тука беа спомнати. Ние ќе се обидеме овој проект да се ефектуира онака како што треба, крајните услуги да ги добијат нашите сограѓани на кои што тоа им е најмногу наменето. Ќе дадеме се од себе, навистина, општина Струмица да биде горда со уште една содржина, која пак ќе повторам, се надевам дека во предизвиците на животот ја качува Струмица на едно повисоко ниво во, да не наречем, играта на животот, но предизвикот на животот на едно повисоко ниво во кое што се повеќе и би сакал се поинтензивно и по-сигурно да навлеземе. И само уште една реченица која ја повторам по не знам кој пат. Ни еден градоначелник
ниеден активист не може сам да ја финишира, да ја заврши, да ја ефектуира визијата која што ја има. Во сите сегменти на нашето општествено живење. Јас ги повикувам секогаш нашите сограѓани, бидејќи само сите заедно можеме да го оствариме онаа што сме го замислили. И тука очекувам да се разбуди кај нас сите уште повеќе тој рефлекс на убаво живење, на хумано живење, на посветеност кон градот, и тогаш и само тогаш ќе имаме успех во нашето општество.